Ракометот како спорт секако не е најважната споредна работа на светот како фудбалот, меѓутоа кога Македонија игра на еден мондијал, ракометен мондијал како што е актуелниот кој се игра во Полска, секако дека милиони очи македонски се насочени кон овој настан и се појавуваат и милион мал број селектори, тренери, тактичари, аналитичари и спортски новинари, се ред друго кои што знаат како треба да биде работата, како треба да играме, како да се однесуваме и кои натасна изнесуваат милион мал аргументи зошто изгубивме на првите два надпревара против Норвешка и Холандија. Во тој контекст интересно е што нашиот генерал, селекторот Кире Лазаров, навистина е мета на многу отровни стрели, на многу невкусни коментари, на многу аргументи кои можеби не се аргументи, меѓутоа ете и да се аргументи, не наликуваат на едно име и презиме како што е Кире Лазаров. Ниту некого сакаме да бранеме, ниту некого да напаѓаме, се обидуваме објективно да гледаме на овој мондијал, на овој ракометен настан, светско ракометно првенство каде што Македонија се пласираше, да се обидеме да ги сублимираме двата први надпревари пред третиот мощне значаен решавачки надпревар против Аргентина. Во таа насока, читајќи ги сите коментари, како на социјалните мрежи, така и на спортските портали, така и во печатените медиуми, да не речам слушајќи ги информациите по телевизиите, навистина се создава една чаша со пелин, посебно кога е во прашање селекторот Кире Лазаров. Тактиката не била добра, имало хаос во играта, дури имаме известни коментари каде што наши познати ракометни имења кои исто така го носеле националниот дрес и го задолжиле македонскиот ракомет, не си дозволуваат во нивните коментари на спортските сајтови дури да го споменат името на во секој случај легендарниот Кире Лазаров, па зборуваме за пријателот кој влегол во длабоко без да навлече мускули на рацете, кој направил хаос во играта, кој не ги прави измените на време, кој придонесува да се создаде една негативна атмосфера и како македонската ракометна репрезентација навистина станува мезена на противниците на овој мондијал. Дегутантно е да зборуваме за ова во многу посетни детали, иако место за критика има отворено како една пелагониска низина, како Полошката рамнина или не знам, Овчеполската рамнина, каде што ветерот сигурно ќе го однесе и Кире Лазаров од рамницата каде што е роден во неговото родно Свети Николе и каде што ќе го осети тој струеш на критиките врз неговото лице, врз неговото тело и секако врз неговиот ракометен ум. Тука нема место за дилема дека ваквата игра на нашата репрезентација, да не речам и водењето на нашиот селектор, заслужуваат критики. Меѓутоа, прашањето е кој се зима за право да го критикува, со кои аргументи, со кои тренерски тактики, со кои чинители дека ете требало да биде вака, да не биде онака, зошто тој играл, овој не играл и така натаму и така натаму и така натаму. Ако навлегуваме подлабоко во оваа ракометна анализа, секако има и ракометни имења кои упатуваат критички тонови во своите коментари и во настапите на електронските медиуми. Сега не се зимам за право да ги споменувам сите нивни имења, бидејќи секако некого ќе промашам, а самото по себе тоа доволно покажува дека ракометниот мондијал е многу интересен. Значи, речи си во секој спортски сајт, на секоја телевизија, во гостувањата во живо имаме, да речем, коректни ракометни аналитичари кои се обидуваат да ја доволат атмосферата и да објаснат зошто македонската ракометна репрезентација, пак ќе кажем, доживува така убедливи порази. Поентата не е во критиката за поразите на македонската репрезентација, ниту пак е поентата да ги браниме ракометарите или стручниот штаб, најмалку па да го браниме селектор Кире Лазаров, кој ни својот спортски век, ни својот ракометен век оставил толку длабоки траги, зборувам пред се како
како карактерна човек, како личност, која на некој начин се докажала и повеќе од тоа. Една работа е да се критикува селекторот со конкретни работи, зошто тоа не е направено вака, да речеме, против Холандија или против Норвешка, а требало поинако да се направи, а сосема друга работа е кога едно еминентно име, поранешен голман на нашата ракометна репрезентација, на некој, би рекол, малициозен, циничен начин, пишува за пријателот на пријателите, за сите услови кои ги добил селекторот, за чартер летовите, за не знам, витаминските терапии на нашите репрезентативци, за сето она што е околу него, за стручниот штаб, а ете резултатите ги нема. Па да, ги нема резултатите, меѓутоа Кирил Лазаров во ниеден случај, во ниеден елемент, во ниеден миг не заслужува таква малциозност, такво покажување на ароганција, бидејќи навистина ракометната бара кај нас не е баш преполна со ракометни крокодили кои можат да го изедат Кирил Лазаров и кои секако разбираат ракомет многу повеќе од него. Невкусно е да се напаѓа името и презимето на Кирил Лазаров низ параметрите, колку напади сме промашиле, колку брзо или бавно играме, зошто, не знам, не свикува тајмаут на време кога мислат селекторите покрај ТВ екраните и така натаму и така натаму. Да не навлегувам во спортските коментари на новинарите кои се присутни на лице место, а кои малку повеќе внимание обрнуваат на оние наставни надбор од ракометниот правоаголник, отколку на самото место што се случува, дури и да пренесат дел од нивните видувања и критики, еве кога е во прашање токму Кирил Лазаров. Мислам дека не е во ред една ваква репрезентација, млада репрезентација која по 8 пат игра на едно светско ракометно првенство, која 12 пат игра во низа на едни големи светски европски надпреварувања, која на овој мондијал оди со 7 дебютанти, така отровно да се напаѓа со такви отровни стрелички, со такви мали шишинца, малциозност и сето тоа да се доведува на прагот на навредливост, да не речам на понижувањето на нашите репрезентативци пред се. Еве да го иземеме стручниот штаб и нашиот селектор Кирил Лазаров. Не е во ред пред последниот решавачки натпревар против Аргентина, кога спортски е, сепак шансите се тука, иако еве велат аналитичарите, не се сметам за некој голем аналитичар на ракометниот спорт, затоа ќе се воздржам од тој дел на мојот коментар, меѓутоа апсолутно се земам за право да коментирам дека луѓето кои пишуваат за недоследностите на селекторот, за неговите погрешни потези, за неговите не знам залетувања, за неговите услови кои ги добил, сето тоа не му е дадено на селекторот, сето тоа е дадено на македонската репрезентација. Затоа секако заслужува и пофолби менеджментот на ракометната федерација, на председателот, реков нема да споменувам имиња и презимења, сите ги знаете, заслужуваат честитки и нашите навивачи кои се таму, па сепак се воздржуваат од невкусни скандирања и за време на надпреварите и за време на после надпреварите на социјалните мрежи, сепак има трпение и се навива за Македонија. Од тој аспект да се пишува колумна пријателот на пријателот, да се на некој начин тоа сето става малку под нозе, дека ете не е во ред селекторот сето тоа што го прави, мислам дека не е добро ни за едниот пријател, дури повеќе за него, колку за селекторот, а најмалку за нашите репрезентативци, за публиката која е тамо, дури и за нас кои седиме од другата страна на камерата вака дома и покрај ТВ екраните, читајќи ги коментарите на спортските сајтови и следејќи ги аналитиките на нашите телевизии, сепак не се зимаме за право да навредуваме, да омаловажуваме и да кажуваме дека ете, тоа требало да биде така и така. Се сметам за еден фудбалски аналитичар кој има без лажна скромност изборено CV за себе, еден бекграунд, едно искуство. И само ќе кажам, славниот Диего Марадона, покоен за жал, беше селектор на аргентинската фудбалска репрезентација 2010 година на мондијалот во Јужна Африка. Доживеа класичен дебакал, да не ги наредувам резултатите, примените голови и поразите, дебакал во вистинска
фудбалска смисла на зборот, нити аргентинските новинари, уште помалку шпанските негови следбеници, аргентинската јавност не се дрзна да му држи лекции на Марадона, нити пак да го омаловажува, да го навредува или да ги заборави како да кажам неговите заслуги додека играл фудбал. По таа насока, во тој контекст, мислам дека на Кире Лазаров не треба да му се случува она што го доживеал Дарко Панчев, што на некој начин се уште го доживува Горан Пандев, да не речам и отровните стрели упатени кон Перо Антик, кој, иако заслужува критики, пак ќе кажам со некои потези, чекори, сите овие кои ги напоменав, дури со нивните сегашни коментари, не треба да се омаловажуваат овие имиња, не треба да се пикаат како крпа под нозите и со нив да ги бришеме чевлите и да ги задоволуваме своите ниски страсти и да покажуваме дека ете ние сме тие кои во конкретен случај го разбираме ракомето. Тоа не е во ред во никој случај и стојам за тоа ќе го бранам со сите аргументи. Лично Кире Лазаров не го знам многу, го познавам од далечните почетокот на 90-тите години кога дојде од Свети Николе во Скопје, кога неговиот татко беше и да кажам гостин во скопските ресторани, сме имале прилика да се дружиме, го подржуваше. Кире Лазаров на некој начин растеше заедно со спортниот магазин Скок 91, 92, 93. Сме имале прилика да се дружиме и да разговараме и во оваа прилика лично од мене, од екипата од тимот на Буре Весник, од редакцијата на Петата димензија во спортот, кој оди во координација со спортскиот магазин Скок, кој е нели врсник во развојот, растот и целата слава која Кире Лазаров ја доживел, се зимам за право само да кажам дека ако нешто заслужува умерена критика, аргументирана критика и дека треба да му се даде на пријателска препорака на Кире Лазаров, ама баш пријателска, без цинизам и навод, пријателот него, тимот на Буре Весник и јас Мјалче Доргутов како автор на Петата димензија во спортот, селекторот со цела почит кон тебе, обидете се во иднина да ги избегнувате рекламите поврзани со вложувалниците, со игрите на среќа и со сите овие финансиски вложувања, добавки така натаму. Тоа е наша препорака, немаме за право да ви кажеме да не го правите тоа, меѓутоа ако ги почитувате препораките на јавноста, на луѓето кои сето тоа кажуваат добронамерно тоа што размислите и обидете се да излезете од таа мрежа, од тој лавиринт кој секако нема крај и не е добар. Од друга страна, останува ракометниот мондијал, остануваат нашите надежи, имаме натпора против Аргентина, треба да веруваме во нашиот селектор кој стоечки ги издржува сите овие отровни стрели и критики, кој на нози стои цврсто и со некоја своја стратегија настојува да го спроведе она што го замислил. На крај пак ќе завршам со она што е моја Ахилова пета, тоа е фудбал, фудбалската игра и тренерите во фудбалот. Сум имал мал милион недоразбирања кога сум ги критикувал Андон Дочевски, Ѓоко Кажиевски, Ѓоре Јовановски, Никола Елиевски, Джиджи, Мирсад Јонус и така натаму да не ги редам. Во овој момент, во контекст на нашата легенда Кире Лазаров, на кого французите во неговиот Нант му подарија 5000 круни за 5000 навивачи, може би беа и повеќе, извинете ако грешам во бројките, го испратија на еден кралски достоинствен начин, немаме право да му забраниме и да го навредуваме од тренерскиот аспект. Покојниот Зоран Мишич, кога го водеше фудбалскиот клуб Балкан Стококомерс, постојано му укоруваше зошто тој фудбалер го наградувам со висока оценка, другиот го критикувам, а третиот го фалам. И еднаш ми рече: Дургуто, куме, ќе дојдеш во субликувалната пред надпреварот, кога ќе играме со силен противник на Чаир, кога и нерешеното за нас ќе биде успех, да слушнеш што ја им кажува на фудбалерите и поединечно и вкупно. И после тоа дај ги оценките врз база на моите барања од нив и врз база на мојата тактика, дали ја спровели или не. Тогаш јас и ти ќе седнеме и ќе разговараме. Вечна слава за Зоран Мишик, уште поголема слава и успех за Кире Лазаров кој го заложил македонскиот спорт. Поздрав од Пета димензија до спортот за
нашите ракометари, за стрчниот штаб, за нашата фаланга и за нашиот селектор Кире Лазаров.